Македонските ракометни суперлигаши активно работат на продолжување на соработката и ангажирање на нови ракометари за следната сезона. Прилеп го договори првото засилување за новата сезона од Суперлигата. Станува збор за искусниот кружен напаѓач Александар Тренчевски, кој всушност е повратник во редовите на Прилеп. Тренчевски во својата кариера беше дел од Вардар Јуниор, Зови Мака од Струмица, Струга, Струмички Астерион и екипата на Парагас од Финска. Екипата на Тиквеш за новата сезона од Суперлигата ја продолжува соработката со тројцата клучни играчи. Кавадаречкиот Суперлигаш ја продолжи соработката со Мартин Манасков, Срген Мијатовик и Ани Обина. Голманот Боман Ристевски следната сезона ќе го носи дресот на Охрид, а на голот на гладиаторите во иднина ќе биде и Даниел Ѓоргиски и Градимир Чаневски, кој се враќа во македонскиот ракомет. Од клубот си замина младиот голман од Босна и Херцеговина Берин Бркик, кој се враќа дома и ќе брани за екипата на Слобода Тузла. Нов играч во редовите на Вардар ќе биде Марио Танковски, кој во двократниот европски шампион доаѓа од редовите на шампионот Еврофарм Пелистер, а во својата кариера има настапувано за Металург 2, потоа за Металург, а потекнал од Струга. А за репрезентацијата на Македонија настапуваше на светското првенство во 2019 година и на европското првенство во 2020 година. На тренерското столче во Тиквеш седнува искусниот стратег Драган Марковиќ Марка, кој стави подпис од Суперлигаш од Кавадарци на 2 години, а доаѓа како наследник на Раде Стојановиќ кој ќе води тимот на Тримо Требње од Словенија. Искусниот стратег Александар Јовик станува на тренерското столче на Пролет, кој ќе го води скопскиот тим и во новата сезона од Супер